важноста на човековото духовно здравје и како може да се постигне духовното здравје. Духовното здравје има огромна важност во човековиот живот, затоа што е витална компонента за да еден човек може да функционира безпрекорно и во својот полн потенцијал во неговиот живот. Духовното здравје го опфаќа не само физичкото здравје, туку го опфаќа и менталното, и емоционалното здравје на човекот и сите сфери и компоненти на човековото живење и може да се одрази исто така и се одразува на сите сфери на човековото живење. Духовното здравје, например, за физичкото здравје, кога зборуваме, човекот треба да внимава во однос на исхраната, во однос на физичката активност и така натака, но духовното здравје е многу по-обширна тема отколку само физичкото здравје. Затоа што човекот, како појава, не е само физичка манифестација, како и се што постои во светот, значи не е тоа само физичка манифестација, туку е пред се духовна манифестација. И затоа тоа е поширок поим во кој што физичкото постоење или физичкото тело на човекот е само еден дел од таа манифестација. Затоа духовното здравје е еден поширок поим и за да се постигне истото, е потребно човекот секој ден и до крајот на животот да се труди да биде што поблизок до Бог. Значи, духовното здравје доаѓа од духовната блискост на човекот со Бог. А за да постои таа блискост помеѓу Бог и човекот треба постојано искрено да се интересира и да постојат видливи надворешни, ментални, волјеви напори за да човекот биде близок со Бог. Блискоста е двострана релација и еден вид на партнерство помеѓу Бог и човекот, затоа што доколку не постојат напори од страна на човекот никогаш не може да се доближи до Бог, нити да го искуси, а од друга страна Бог секогаш има интерес за сите нас, како негова креација, но факторот кој што ги прави на еден начин тие девијации, за да не се постигне таа блискост, е човекот, а не е Бог. Затоа што Бог е константа, Бог е ист, тоест бил ист вчера или во минатото, сега и во иднината, затоа што Бог е вечност и Бог е константа, а од друга страна човекот е генерално земено, луѓето имаат површни интереси, немаат многу длабоки интереси, ако се наблюдува генералната слика на човештвото. Затоа човекот треба постојано да се труди, да покажува искрено интересирање и со своите акции и дела да се труди да биде што поблизок до Бог. Кога човекот е близок со Бог, резултатот е духовно здравје. Значи, но сега зборуваме за искрена близкост, затоа што не е битно тоа што ние декларативно го кажуваме или што сакаме да го представиме пред другите или пред себе си. Туку е битно тоа што реално го правиме и дали постои интегритет помеѓу нашите мисли, зборови и дела во реалноста. Се друго што човекот се труди да го најде како поим здравје надвор од Бог и од духовното здравје, јас би го нарекла здравје во обид. Затоа што човекот ќе се обидува до крајот на животот да го постигне или да ја постигне таа долгорочна
состојба на здравје, но доколку се труди да ја постигне само на физичко ниво, преку исхрана, преку физичка активност или на некој друг начин, тоа ќе биде само здравје во обид. Не тврдам дека нема да има резултати, ќе има резултати, но резултатите не се комплетни. Затоа што е исфрлена или изолирана најбитната компонента, која што е извор, која што е одлучувачки фактор и која што е главна компонента за да се постигне целокупното духовно здравје, од кој што подоцна човекот ќе зрачи на секое можно ниво. Затоа што самата близина со Бог рефлектира здравје. И не тврдам дека да се труди човек да биде здрав, значи другите обиди дека не е тоа добро. Никако, нормално дека се битни и битна исхраната, битна и физичката активност, но тоа што го тврдам е дека не е комплетно. Не тврдам дека е погрешно, туку тврдам дека е некомплетно. Комплетна благосостојба или комплетно духовно здравје може да се постигне само преку близината на човек со Бог.